Вечерва ќе направам пауза на темата за 666 и бројот на цверот. Со неа, да даде Господ живот и здравие, ќе продолжам следната сабота предпладне и се надам дека се ќе биде во ред за така и да се случи, или веќе во првата сабота во март. Малку ме обзема една мала, но благословена тага, кога веќе повторно доаѓаме во март месец. Месецот во кој што минатата година немавме света вечера. И деновиве имав така добиено желба да зборувам нешто посебно во врска со светата вечера, но за жал нема време ниту услови за тоа. Повеќе е до услови, не до време. Ако се решев да зборувам, ќе требаше цел месец да зборувам на таа тема и така да се подготвиме за една посебна, специјална света вечера како што сакав и замислував. Но во ред следниот месец имаме гости, па ќе видиме. Најмногу 2 саботи ќе бидат посветени на гости во нашата средина, или најмалку една. Ќе видиме, здравие. Само да бидат, бидејќи следната сабота, следниот викенд, ќе биде годишнината од последната сабота, кога лани имавме богослужение, пред да немаме за цели, на 7 беше, да. Годинава ќе биде 6, пред да немаме за цели наредни 2,5 месеца. Се надам дека ова пролет ќе биде отворена, не постојат најави, или ќе видиме, не се знае, бидејќи ние на 7 март не знаевме дека наредната сабота на 14 ќе немаме богослужение. Толку брзо се одвива настаните. Германската канцеларка Ангела Меркел, иако е на заминување, иако е и бајаги остарена, не е тоа проблемот, најавува ковид пасоши. Како да, иако работите изгледаат како да се нормализира ситуацијата, како да се олабавува малку, сепак паѓаат неколку изјави од страна. Знаеме да чуеме овие денови и да прочитаме некои најави кои што, како да сакаат да речат, немојте да се релаксирате премногу, бидејќи оваа неволја дојде, како што велат грците, за да остане. Ова дојде за да остане и за да трае. Нихат лани велеше 2-3 години, а сега вели 5 години. Ке видиме. Да даде Господ да би имаме отворена пролет, барем за редовни богослуженија на ова место. Иако јас лично минатата нема да ја заборавам никогаш, и ова пролет доста носталгично ќе се присетувам на неа. Деновиве прочитав една информација, иако од не ми е тоа темата за вечер. И тоа некаде ја прочитав на почетокот на седмицата, што значи скоро недела дена, не сеќавам дали беше недела или понеделник, и до сега никој не ја обележал таа информација како можеби неверодостојна или лажна, така наречените проверувачи на факти. Имаше некои други информации кои што беа така прогласени за неверодостојни, можеби лажни,
Но ова, што сега ќе споделам, до сега скоро недела дена не беше така обележана, што значи дека е вистината. А тоа е, знаете, веројатно сте го прочитале, во Соединетите Американски држави, каде што деновиве излажаа дека вкупниот број од починати пациенти од COVID достигнал 500.000, односно половина милион. Тоа е лага. Знаеме дека е лага. Зошто? Затоа што, да се подсетиме, Кока-Кола компанијата е се уште ликвидна. Жива, здрава и остварува профити. Ако требаше да веруваме на така наречениот тест за COVID, кој е заразен, кој бил заразен, па еден куп покојници со обдукција или без обдукција, само со бриз, наводно отпосле да им се утврдува COVID како причина на смртта, тогаш до сега Кока-Кола ќе банкротираше. Ако луѓето навистина верува, ако светот навистина веруваше во тоа, не требаше никој да пие Кока-Кола веќе повеќе од 2 месеца до сега. Значи, тоа е лага. Луѓето си починале од разни причини, а не од COVID. Таа бројка е лага. Но ова не е лага, бидејќи никој не се обиде да го демонтира. Дека во рок од една седмица, веројатно предходната седмица, во рок од една седмица, во Соединетите Американски држави починале 2900 луѓе кои што биле вакцинирани од лажнава Pfizer вакцина. Значи, на почетокот на годината ни изгледаше сензационално бројката од 23-цата од Норвешка. Некаде пред 1-2 саботи споделив според официјалните податоци на Центарот за контрола и превенција на болести во Америка, 183 вкупно. Сега одеднаш, крај на февруари, во рок од една седмица починале 2900 американски граѓани кои што биле вакцинирани во последниве 2,5 месеци. 2900 починале во рок од 7 дена. Да. И сега јас се прашувам, иако ја лично престанав да се интересирам за таа тема, но сакал некел ќе видиш некој наслов во врска, бидејќи другите уште тоа го зборуваат, уште за тоа коментираат, но истражуваат нови информации и така натаму. Замисли сега, 23 отиде на троцифрен број на почетокот на овој месец. Сега имаме 4-цифрен број, илјадници, само во Америка. И се прашувам, бидејќи не знаеме, беше речено дека ова е нова метода, ова е нова технологија, не, какви се после... Луѓето се првите заморчиња, нели? И сега се прашувам, ако продолжи со ова темпо, што треба да очекуваме на пролет? Треба да очекуваме десетици илјади починати од лажната вакцина. Може би подоцна 100.000, може би до година милиони. Не знаеме, да не даде Господ, односно... Ја би сакал ова да биде последна информација на оваа тема, значи последици од лажната вакцина, иако е ова драстично зголемување. Веќе скоро, речиси 3000 жртви од вакцината во рок од 7 дена. Јас лично не сакам повеќе да зборувам за ова, меѓутоа, еве, принуден сум, бидејќи почнуваат и вакви информации да пристигнуваат. Но не сакав да зборувам за тоа. Сакам да зборувам за оној другиот аспект на лажните вакцини, кои што го имаат и руските вакцини. Иако руските вакцини наводно не биле на генска терапија засновани, но кој беше тој другиот аспект, кој што ги правеше овие COVID вакцини неприфатливи за христијанската совест, се сеќавате? Да. Што истите содржат низи на генетски материјал развиени од фетуси, ткива на фетуси на
абортирани бебиња. И тоа е веќе неприфатливо. Оваа седмица прочитав една бомбастична, поразителна вест, иако логично не ме изненадува, која што веднаш беше тргната и се обидов вчера и последен пат денеса бајле се обидов да ја најдам и ја нема, бидејќи е тргната за експресно кратко време. Веста гласеше, и би сакал да е лажна, односно да не биде вистинита, дека председателот на Генерална конференција Тед Вилсон и други лидери на Генерална конференција официјално излегле со став дека ја прифаќаат и ја препорачуваат лажната вакцина. Јас дури коментирав под таа вест и барајки си го мојот коментар, значи не можев да го најдам, значи веста е тргната, таа објава е тргната. Би сакал да била лажна, би сакал да не била вистината, и затоа да биде тргната, затоа што може би е лажна, не вистината, но за жал фактите и од порано што ги знаевме не влеваат надеж дека е тоа така. Сите вие имате искуство со нешто што сме го практикували уште како деца. А именно, што е тоа? Ако ја фрлиме оваа паричка на земја, на која страна ќе падне? Петка или глава? Трето има? Бош. Мило ми е што се сети на Бошот. Која е веројатноста кога ќе фрлам паричката да се дочека еве на паркетов долу, овака, и така да си стои? Многу мало. Таа може да се тркала и да не ја фрлам. Се мислев да ја фрлам, ама не, да не бидам премногу театрален. Знаете, може да се врти околу својата оска, околу својот диаметар монетата. Може и праволинески да се врти, да кружи. Може, значи, за известно кратко време може да стои или да се движи на Бош. Може и да застане за колку? 1 секунда максимум на Бош пред да падне на едната или на другата страна. Која е пораката? Колку долго по однос на битно прашање во животот и верата можеме да завземаме неутрална страна? Колку долго можеме да бидеме на Бош? Колку долго? Многу кратко време. Многу кратко време. За жал, Генерална конференција се обиде да стои на Бош, односно, колку што е можно, се трудеше да завземе неутрална страна околу вакцините. Зошто неутрална страна? Затоа што од една страна не сакат да го загуби авторитетот кај милиони верници од своето членство, кои што не би биле задоволни ако отворено завземе страна за лажниве вакцини, значи за последниот греф, за генетскиот инженеринг и за обожување на гадот наречен Молох во Библијата, односно убивање на бебиња, нешто што се праве во Лома Линда наназад со децении и можеби во други адвентистички болници. Да не повторувам, ставот беше дека тоа не е жигот на зверот. Во ред имаше и луѓе што тврдеа дека вакцините се жигот на зверот и се уште тврдат. Потоа тврдеа лажната дилема дека вакцината не го менува
нашиот генетски код, односно ДНК молекулата, што не беше тоа дилемата, туку прашањето е дали вакцината генетски го модифицира човечкиот организам. Тоа беше вистинското прашање, а не дали ќе влезе во јадрото на клетката. И со такви некои политички финти се обидуваше да завземе колку што е можно неутрален став, ама не може како ќе завземе неутрален став. Не може, мора да падне на едната или на другата страна. Меѓутоа, во контекст на таа вест, деновиве прострои нешто страшно, што и јас не сум го знаел, може би и никој од вас не го чул пред тоа, дека во далечната 1971 година, и тоа на 13. јули таа година, 1971 година, тоа, Зоран, кога беше во војска? Значи предвидеш во војска. Таткото на сегашниот претседател на Генерална конференција, тогашниот Нил Вилсон, замислете каква изјава дал таа година во врска со отворено, во врска со абортус. Вели, цитирам: иако често се движиме по работ, велиме ние, по ивица или раб, адвентистите повеќе се приклонети кон абортус, отколку против него. Во 71 година да дава ваква изјава. Која дрскост! Тоа е премногу рано за да се чујат и некои големи ереси на новата теологија, иако ересите на Дезмонд Форд се почнати од прилика во тоа време. И понатаму вели, бидејќи се соочуваме со големи проблеми во однос на гладот и пренаселеноста, е масонска политика, светот е пренаселен. Ние, зборува во името на сите адвентисти, не се противиме на планирањето на семејството и на соодветните напори за контрола на населението. Завршен цитат. Со други зборови, и јас, тогашниот претседател на Генерална конференција, сум агент на сатаната, работам за дзверот, уфрлен во адвентистичката црква, како што се такви агенти уфрлени во сите цркви. И му се поклонувам на Молох. Страшна изјава. Би сакал ова изјава исто така да не беше, да не била вистинита и да биде демонтирана деновиве. Во 2019 година, под притисок на многу верници, особено на Запад, кои што протестираа против адвентистичките болници што веќе со децении наназад практикуваат абортус, значи го обожуваат Молох, или како и родовците убиваат витлеемски бебиња, Генерална конференција на годишното заседание на Соборот на Генерална конференција од 2019 година имаше објавено една официјална изјава долга 6 страници во врска со официјалниот црковен став за абортусот. Што мислите ако некој ве праша кој е вашиот официјален став за абортусот? Е вашиот личен, например. Колку и да е поразително што такво прашање воопшто се поставува, што мора да се постави.
Дали ќе ви требаат 6 страници за да дадете одговор на тоа прашање? Значи, 2 збора имаш таму. 2 збора. Колку за споредба, официјалниот католички став, иако особено во времето на језуитов, Хорхе, католичката црква е се друго, само не борец за Божиот закон и за вистината. Но, се уште на хартија, црно на бело, официјалниот католички став за абортусот се состои од еден параграф, еден пасус. Значи, не е ниту цела страница. Официјалниот методистички став за абортусот се состои од нешто помалку од една страница, иако сега не се каже околу кави се тие страници. Најнека биде една компјутерска страница од Microsoft Word. Зошто на лидерите на Адвентичката црква им требаше одговор или изјава, официјална изјава од 6 страници. Патем речемо, во април минатата 2020 година, значи кога немавме богослужение во црква, ова официјална изјава е повлечена и укината. Значи, затоа и не сакам да читам што била, како била. Важно, донеле податок, официјална изјава за абортусот од 6 страници и минатата година, само една година подоцна, тоа го укина и го повлекоа. Слава на Бога и за тоа. Меѓуто, ова мене ми личи на Бош. Однесување. Сакам да бидам на Божја страна, ама така, сакам да бидам и да не го налутам цверот. Кажи вас. Така се вика точно. И каде го имаме тоа во Библијата? Што вели апостол Павле? Како постапил со првиот папа? Според католичката црква, големиот и светиот и милиот апостол Петар. Во лице му се спротивставив. Кога видов дека дволичи, во лице му се спротивставив. Таму во Галатјаните. Зошто? Бидејќи вистината е во прашање. И апостол Петар, и се вели таму, дури и Варнава, им се приклучи на нивното дволичење. А Варнава беше човекот што го доведе младиот Савле во црквата. Варнава беше како некој постар брат во верата и со кого заедно оделе на првите мисионски патувања. Во лице им се спротивставив, ги укорил пред сите, кажува. Затоа што кога е во прашање вистината, ајде и да го наречеме водач апостол Петар на црквата, барем во тоа време на Антиохиската црква, каде што тоа се случило, дори и на водачот, на водачите на црквата треба да им се спротивставиме. Како став зазал самиот Петар, ако читаме Дела 4 глава, например. Не ги отворам да ги читаме, бидејќи се премногу познати и овие од Галатјаните и овие од Дела. Дела 4 глава, што вели Петар? На водачите на Божјата црква, бидејќи Синедрионот бил тоа, односно првосвещеникот Кајафа и другите членови на Синедрионот биле водачите на Божиот народ. Како се однесувал сега самиот Петар, уште додека Савле бил тогаш на спротивната страна, се уште член на Синедрионот и противник на Христа и на неговата црква. Значи, првосвещеникот и Синедрионот, во името на Синедрионот, им заповеда на апостолите Петар и Јован повеќе да не проповедаат и да не зборуваат за Исуса Христа. Ништо. И сега како реагира, каков одговор дава Петар од името на апостолите? Се сеќавате?
Да, предходно вели, ајде ги прочитаме, ајде да не биде само парафразирање, да отвориме во делата на апостолите. Колку е часот? Прегази 8. 7 односно. Ние не можеме, вели, ние не можеме, а да не зборуваме за ова. Зошто не можеле? Затоа што Христовата заповед да го проповедаат Евангелието на сите народи не е само заповед или налог од било кој владетел, началник или авторитет, туку е нешто што Светиот Дух, со чија сила ја започнале таа мисија, ги тера од внатре. Не може поинаку. Ги тера од внатре тоа да го прават. И Дела на апостолите, 4 глава, 18 стих, откако Синедрионот се посоветува без нив, значи ги замолија да искочат, како што правиме ние на некои одбори или во далечното минато. И потоа кога ги повика 18 стих, им заповеда воопшто да не зборуваат, ниту пак да го учат или поучуваат народот во името на Исус. Но Петар и Јован им одговорија и рекоа: просудете дали е справедливо пред Бога вас да ве слушаме повеќе отколку Бог. Зашто ние не можеме да не зборуваме за она што сме го виделе и чуле. И што е заклучокот? Заклучокот е дека Бога треба повеќе да го слушаме отколку било кој друг човечки авторитет. Слава на Богу, ние сме независна црква и нас не тангираат било какви официјални ставови на ова или на она деноминација. Но јас би сакал да упатам за крај еден повик, кој што од неколку пати во последниве 2 години го пишував на Facebook, во разни објави и коментари. И мнозина го сметаа тоа за многу остар и многу нељубезен повик од моја страна. И многу страшен, се разбира. Многу проповедници кои што вестината им лежи на срце, не би се осмелиле да го упатат тој повик, затоа што се вработени во деноминации, од каде што зависи нивното финансирање. Да отвориме прво во книгата на пророкот Еремија, 1 глава, и да се подсетиме на овие прекрасни зборови што Господ му ги кажал на пророкот, кога на почеток, како младо момче, го повикал во највисоката и најсветата служба што можел да ја има човек во историјата на оваа планета, пророчката служба. Еремија 1 глава, ако читате првиот стих, ќе видите дека бил син на Хелкија, еден од свештениците, од Анатот. Значи Еремија бил од Аронова лоза, левит кој што имал право, и самиот како свештенички син, имал право, ако не бил повикан да биде пророк од Божиот дух, самиот ќе требаше да биде свештеник во алтернативниот живот и во својата професија. Но Господ од млади години го повикал да биде пророк. И што е првото што му беше речено? 4 стих од 1 глава вели: и ми беше упатено слово Господово.
И што му вели Господ? Пред да те обликувам во утробата. Чија утроба? Мајчината утроба. Значи пред да те обликувам, знаете кога се обликува ембрионот според денешни сознанија? Која седмица се обликува ембрионот? Некаде многу рано, јас читав првите неколку седмици, се целосно е оформено телото на бебето со многу од своите органи. Уште пред да те обликувам во утробата, јас те познавав. И пред да излезеш од утробата те посветив. Замислите. Пред да се роди, Еремија бил посветен. Такво нешто читаме и за Самсон, ако се сеќавате. За пророк на народите те поставив. Какви прекрасни зборови. Во светлината на овие зборови, кои што докажуваат дека човечкото битие постои уште од зачетокот во мајчината утроба, дека човечката личност постои уште од зачетокот на човечката утроба. Го упатувам повикот кој што мнозина верни проповедници го сметаа за страшен. Но мене ми се можеше да го кажувам јавно, па го кажувам и сега, и нека остане запишено во нашите видео архиви. Ги повикувам сите верници, особено на адвентистичката црква, бидејќи не се само тие, да престанат да даваат десетоци и дарови во оние области и во оние унии каде што функционираат адвентистички болници кои што убиваат бебиња и му служат на гадот наречен Молох во Библијата. Нека му е фала и слава на Господа. Амин. Оче наш, ти благодариме за Твојата голема милост и добрина. Ти благодариме за овој час во кој што дадовме предност на Словото Твое. Дадовме предност на вистината Твоја. И слушнавме една тема која што не е пријатна за слушање. Тема која што е соблазнителна, тема која што разочарува, натажува, може би се заканува и со нови делби и расколи, како што Твојот возлюбен син, нашиот Спасител, и рече дека донел на земјата меч и дека вистината, ако треба, ќе сече, ќе раздвојува и ќе дели, бидејќи не постои вистинско единство на штета на вистината, туку само врз основа на вистината. Те молиме, Господи, за сите водачи, не само верските водачи, иако денес сите се тие каша попара за жал. Те молиме за сите верски водачи, те молиме, овие политички знаеме дека не се водачи, туку слуги на тајните друштва, но те молиме, нека Твојата рака ги спречи сите зла кои што демоните, сатаната и неговите слуги, министри ги планираат за оваа година. Нека им даде храброст на сите верски водачи, барем оние кои што не се намерно уфрлени, туку некогаш служели на вистината со храброст и цело срце, и сега да се вратат на таква лојалност кон Тебе и Твојот закон. Тоа го молам и за себе и за сите нас овдека, бидејќи знаеме дека доаѓаат поголеми и потешки искушенија за Твојот народ. Те молиме, простени ги нашите гревови, исцели ги нашите духовни и душевни болести, нашата гордост и сето она што му пречи на Духот Твој да излее поголема благодат во нашите срца.
Те молиме за Твојот народ во државата Мјанмар, каде што се случува граѓанска војна и како што ме замоли еден брат од Кина да се молиме за таа земја. Те молиме за сите пациенти кои што брат Трајче ги спомена, за Билјана и една друга особа, да бидат исцелени, а немногу те молиме за сестра Мимица и нашите вернички кои што се болни и немокни. Господи, исцели ги по Твојата волја и по Твојата голема благодат и милост. Води ни и чувај ни во новава седмица, а за тоа Ти благодариме во Христово име. Амин.